Поши 30 години работно искуство. Сотир Лукровски влегува во изборна трка со цел да се стави во служба на општината која ја нарекува негов дом. Тој е кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на Скопски Карпош. Го прашавме што значи за него овој предизвик. Не можам да кажам дека е едноставен предизвикот. Размислував еден период, меѓутоа не сакав да останам инфериорен и да ја пропуштам шансата што ми се укажува. Од оние луѓе сум кои сакаат да дадат свој печат во околината каде што живеат, како што рековте, долги години сум тука, на истото место каде што сум роден, имам над 32-3 години искуство, работен стаж во различни форми на компании. Сметам дека сум во едно доба од животот кога сум доволно искусен, ајде да кажеме и семејно среден, да можам да се посветам на една општествена работа, тоа е огромен предизвик. Од мали нози имам, да кажеме, истакната емпатија, сакам да помогнам на луѓето, да помогнам пред се на моето окружување, на моето семејство, се работи за моите деца, за децата на нашите роднини, пријатели, да пробаме да направиме една малку подобра, посредена средина за сите нас. Во бизнис секторот важи за вреден работник, добар соработник. Во политичките кругови досега не беше позната фигура. Ако во куси црти треба да им се представи на оние кои не го познаваат. Еве што одговори на прашањето кој е Сотир Лукровски. Работам, како што рековте, моите соработници многу добро ме познаваат. Мојата девиза се состои во ред, работа и дисциплина. Сметам дека во сите сегменти каде и да сум работел, во добар дел во последните 27-8 години мои соработници се здравствените работници, така да верувам дека кого и да секојдневно имам средби со дел од нив, добивам поддршка во кое мало и да се појавам без разлика, ајде да кажеме какви се нивните размислувања на аспект на политики и така натаму, меѓутоа препознаваат во мене човек кој на едно локално ниво ќе проба да ја посреди ситуацијата, така да сметам дека и овие кои не ме познаваат низ моите секојдневни средби, постојано сум на терен, веќе ме препознаваат луѓето, ми приоѓаат, значи се почесто ми се случува на улица да придат со својот проблем и сметам дека ќе успеам да покажам довербата, да го добијам нивниот глас, да направиме нешто подобро за сите. Приоритет ќе му биде решавањето на основните проблеми кои ги имаат граѓаните. Како граѓанин на Карпош ни одговори што најмногу и недостасува на општината, а претходните градоначалници не го реализирале. Евидентно е. Но и од нашето секојдневно живење, значи јас живеам тука во Кулата, во овој парк. Од наутрина кога излеземе од врата, значи со што се соочуваме? Со проблемот за паркинг. Ние сме во близина на Сити Мол. Значи тука во деновите кога ајде да кажам подвозливо или во викендите, скоро е неможно да најдеме паркинг пред нашата кула. Тука се во главном посетителите од Сити Мол. Втора работа со која се соочуваме веднаш после паркингот е при одложување на сметот, преполни контейнери кои не е само да се собере сметот, паметите сигурно, вие сте малку помлади, меѓутоа паметите дека своевремено имаше цистерни, па со шмркови се чистеше малку оној дел околу контейнерите. Тоа е втората работа. И третата работа која сметам дека е најзагрижувачка се одржувањето на овие паркови. Тука се пред нас прекрасни паркови, Карпош 4 има концепцијски од најубавите детски паркови и игралишта, меѓутоа за жал во последниве години се во слаба кондиција. Гледате каде што има од приземните, јас сум еден од тие дека на приземјето и комшиите од приземните станови успеваат па некој срево, па тука е зелено, меѓутоа другото се, да кажеме, малце запуштено. Така да тоа се топ 3 проблеми со кои ќе треба да се зафатиме ние во прво време од преземањето на општина. Постојано е на средби со сограѓаните во речиси секое населено место во Карпош, иако кампањата за изборите официјално не е започната.
Со соседите од општината се сретнува во пријателска атмосфера. Со нив споделува идеи, предлози и искуства. Во предизборната програма ќе понуди решенија за проблемите со кои се соочуваат неговите соседи. Предлозите на жителите на Карпош ќе бидат дел од предизборната програма. Тој беше идејата веднаш по моето објавување за кандидат, започнавме со средби со граѓаните. Бевме во една дилема дали е моментот, затоа што сепак е во ек летната сезона, луѓето одат на одмори, Карпош е една урбана средина и да ви кажам искрено тргнавме и сум изненаден од посетеност. Имаме еден дел на луѓе кои, да кажеме, се повторуваат, меѓутоа имаме голем дел на граѓани кои ни се приклучуваат, од кои сум изненаден. Сретнувам луѓе од мојата младост, бивши колеги, соученици кои искрено не сум го чекал дека ќе се појават на трибини, многу ми е драго, ми даваат многу голем мотив, ми даваат поддршка, да слушаме нивните барања, нивните проблеми. Пред се би рекол дека се соочуваат со воглавно комунални проблеми. Значи, она што го наведов да не се повторувам, паркингот, водоводна мрежа, недостаток на вода во погорните делови, во повисоките делови на Карпош, тоа се нивните проблеми. Ги евидентираме, имаме луѓе кои сето тоа го запишуваат, имаме наша мейл адреса, социјални мрежи, достапни сме сегде, јас добивам и на Вибер, веќе најверојатно се шири мојот број. Ги сите сублимираме на едно место, ги делиме, ги класифицираме по области, дали е комунална хигиена, дали е спорт, дали е што те знам од делот на од некој друг дел, така да ќе работиме заедно со граѓаните. Што би постоеле ние доколку не го испочитуваме гласот и потребите на граѓаните. Сакам да бидам достапен. Јас сум човек теренец, таква е во принцип и мојата работа, не сум бюрократ. Се надевам дека добро ќе организираме администрацијата во општината, јас ќе можам да си го поминам воглавно денот меѓу луѓето на теренот каде што доаѓаат сите информации и потреби на граѓаните. Не е познато колку мина ќе влезат во трка да станат градоначелник на Карпош, но Лукровски со апел до сограѓаните, зошто тој го заслужува нивниот глас на предстојните локални избори. Сметам дека ова е еден широк граѓански концепт овој пат, она што ние го нудиме човек кој досега не работел во јавна администрација, не се занимавал со јавна функција, целиот свој живот го поминал во реалниот сектор. Се надевам дека ќе ме препознаат и ќе ме одберат со шанса да видиме дали може тоа искуство да го префрлиме и во јавните установи.